10.000 тони отровен линдан и уште 8 тони жива, несоодветно складирани, демнат во фабриката Охис. И живата и линданот се опасни по здравјето на човекот, експертите објаснуваат, посебно живата која ги напаѓа бубрезите и нервниот систем. Според последните истражувања, чешки експерти утврдија дека живата е присутна во големи количини на различни локации на површина од 10 хектари. Контаминираната почва представува опасност доколку ги загади подземните води. На тој начин живата директно може да се пренесе во водата за пиење или во исхраната доколку се наводнува со таа вода, вели професорот доктор Михаел Кочубовски од Институтот за јавно здравје. Конкретни мерки за деконтаминација на просторот досега не се превземени, зашто била потребни 40 милиони евра. Од Министерството за животна средина најавуваат нов проект. Проблем се финансиските средства што треба да ги обезбеди идниот собственик на фабриката Охис. Ова ќе биде многу добра основа за потенцијалниот инвеститор, бидејќи сите знаеме неколку тендери за Охис пропадна. Можеби меѓу другото е причина и контаминираниот дел. Тоа е само 10% од вкупната површина, но веројатно инвеститорите се свесни за тоа што ќе ги чека во иднина. И овој проект може точно да докаже и да покаже колку ќе чини деконтаминацијата со реални бројки, со технологија докажана, со сите процедури кои ќе бидат демонстрирани на лице место. Тој проект се очекува да заврши некаде околу октомври-ноември. Досега имало неколку предлози од странски експерти за чистење на најзагадениот дел или зградата каде што живата се користела во производниот процес, вели Марин Кочов од Министерството за животна средина. Има во зградата кај што се работело, значи во фабриката кај што се работела електролизата, ѕидовите и тоа е контаминирано со соли жива, органски и неоргански, не би можел точно да кажам. Но и чесите и италијаните предлагаат таа зграда да се сруши и да се тоа како отпад да се депонира некаде. Според Министерството за животна средина проблемот не бил едноставен. Нема кој да плати за деконтаминација на овој атрактивен простор. Непознато е и дали ќе има волја од страна на идниот инвеститор да вложи огромни средства за да се исчисти просторот од опасниот отпад. Досега пропаднаа 7 тендери за продажба на некогашниот хемиски гигант.